Во Македонија постојат идеални услови за органско производство, но главниот проблем е неусогласеноста помеѓу понудата и побарувачката. Тоа, за земјоделците кои се одлучуваат за оваа аграрна гранка, представува еден од главните предизвици во работењето. Досегашните искуства на производителите покажуваат дека производството на органски производи може да биде поедноставно од пласманот. За разлика од конвенционалното земјоделство, кој има јасни канали за дистрибуција, органските производи често се ограничени во пристапот до пазари и потрошувачи. Според Ѓорѓи Хаџикотаров од Здруженијето Органологистик, овој проблем може да се реши со формирање на специјализирани откупни центри или пак отварање на посебни пунктови во веќе постоечките, но со исклучителна намена за органски производители. Сега во моментот најбитна ни е поддршката за стационирање овде во нашиот регион на откупен центар за градинарски производи. Аз се надам дека ќе имаме можност и делото до овоштарството да го пласираме таму, бидејќи ние сме многу мали и многу малку производители на ваква храна. Значи, по квантитет немаме можност самите да го менаџираме тоа. Ако може овие откупни центри да дадат и плюс внимание на органското производство и тие да ни помогнат при откуп и менаџирање на вакви производи, се надеваме дека тоа многу ќе ни олесни на самите производители. Освен откупни центри за вистински развој на органското производство, потребна е и поголема едукација и поттикнување на свеста на потрошувачите за вредноста и придобивките од органските производи, како и на создавање услови за долгорочна стабилност на производството. Едукацијата и на самите производители, а и на самите потрошувачи за органско производство во Република Македонија е на многу ниско ниво. Значи, ако сите велиме дека знаеме за органското производство, знаеме само да кажеме дека има нешто што е органско. Меѓутоа, кое е органското и како да се препознае и како да се производи, се уште сме на многу ниско ниво за да можеме да го направиме тоа. Органските производи од Македонија најчесто се пласираат на домашниот пазар по цени кои се од 30 до 50% повисоки во однос на производите добиени на конвенционален начин. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.